Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе поразговараме во однос на основна тема која што представува циклуси на одреден, значи не само во криптопазарот, туку во било кој други пазар имаме, значи циклуси кои што како такви ни покажуваат во која етапа се наоѓаме од развојот на одредено средство, како што во случајов е целиот криптопазар или пак посебно биткоин. Нормално ќе земеме биткоин како и секогаш, затоа што имаме најголема историја на која што можеме да погледнеме во однос на останатите криптовалути кои што постојат моментално на пазарот. Сега, ќе разговараме конкретно за самата психологија во однос на тоа каде се наоѓаме во одреден дел на маркетот и како луѓето размислуваат поради одредени причини и кои се тие причини. Сега, значи, овој символ искрено доколку мене прашувате не сум импресиониран, за жал постои, но тоа е тоа. Но самата шема е доста добро представена и како таква верувам дека е паметно да се искористи за да можам да ви објаснам, значи буквално како секој циклус е ист. Значи доколку се наоѓате во 1-2 циклуса, може да видите дека се повторува истото. Значи сите овие чувства кои што луѓето ги чувствуваат во нагорна и надолна линија, значи се буквално истите во однос на тоа каде се наоѓаме во одредена цена во циклусот. Сега, не заборавајте дека првенствено самото тргување е уствари психологија на луѓе. Значи самото продавање и купување е психологија со која што може лесно да се манипулира и на тој начин да ве натераат да продадете нешто кога не треба или да купите нешто кога не треба. Значи поентата е што паметните играчи се оние кои што ви ги зимаат вас парите со тоа што ќе ве натераат да купите и да продадете во погрешен момент. И не заборавајте дека тргувањето е игра во која што имаме одредена количина пари која што не се менува. Значи не се произведува нови пари. Туку тоа се пари кои што влегуваат на пазарот и играта на крајот се вршува во однос на тоа кој колку ќе задржи за себе. Значи тоа е интересното од целата приказна. Кога ќе влезете и кога ќе излезете. Со тоа што значи некој мора касно да влезе за вие да бидете во профит. Иако тоа звучи лошо, значи тоа е проблемот. И затоа кога се сеќавате, значи многу пати во нашите видеа досега сум спомнал дека оние луѓе кои што сега ќе влезат, односно сега во овој сегмент ќе влезат на пазарот, тие се тие луѓе кои што во 2024-2025 година ќе бидат во профит, за разлика од оние кои што ќе влезат овде, односно тоа би било после халвинг од 2024-2025 година, со тоа што кога они купуваат, уствари вие го продавате тоа што сте го стекнале овде, само еден циклус поназад. Значи купувате во овој сегмент кога цената е екстремно ниска, кога ќе се повтори оној циклус, посебно зборуваме за биткоин кај што циклусот е веќе познат, за разлика од другите пазари каде што ваквиот циклус мораме да го чекаме во однос на економските подоби, значи како едноставно се движи самиот економски пат или раст во општеството, за разлика од тоа кај биткоинот е веќе вграден во самото добро, односно самиот халвинг на алгоритмичен математички начин на некој начин ги форсира овие булранови. И затоа е многу поедноставно да се предвиди кога ќе го добиеме ова. Иако можеби ќе добиеме помал булран од претходниот, тоа не уменува фактот дека знаеме кога ќе биде. Затоа можеме да определиме кога се наоѓаме во овој дел, а кога се наоѓаме во овој дел. Разликата е во тоа што оние кои што ќе дојдат после халвинг од 2024-2025 година се на некој начин веќе касно. Иако ќе направат профит, нема да го направат профитот кој што ќе го направат луѓето кои што купиле во овој сегмент. И затоа ќе се повторам уште еднаш, значи самото тргување е еднакво на нула. На крајот од денот некој изгубил, а некој добил, но нема профит или загуба во однос на самиот маркет. Значи маркетот е секогаш еднаков на нула. Работата е на крајот од самиот циклус кој ќе биде плюс, а кој ќе биде минус. Значи некој мора да биде минус за вие да бидете плюс. Поентата е да бидете паметни играчи, да се едуцирате додека е се уште bear маркет, да знаете кога да купите, за кога овие луѓе ќе почнат да купуваат поради фама, поради тоа што нели сите влегле на пазарот, вие едноставно да бидете пред нив и да им го продадете тоа што сте го купиле во bear маркетот. Сега, ќе почнеме од еден стандарден циклус, со тоа што после ќе се вратиме на анализирање на самите циклуси, како на биткоин, така и на Nasdaq. И Nasdaq е една добар показател за да видиме каде се наоѓаме моментално во макро шемата на циклусот на биткоин.
Значи, ќе ги преведам овие неколку, да речем, ситуации, состојби во однос на тоа каде се наоѓаме во одреден циклус, а тоа е, значи, еве да почнеме од самото дно. Значи, овдека како што може да видите, тоа би представувало фактички самото дно пред да почнеме во одреден bull market, со тоа што не заборавајте дека секогаш има после утврдување на дното уште одреден сегмент кој што уствари представува самиот bear market, затоа што bear marketот не е само определување на дното. Значи самата цена после bear маркетот не оди експресно нагоре, значи е потребно време во кое што ќе се изврши акумулација пред да имаме следен бран нагоре. Значи еве да речеме дека таа акумулација е завршена, која што ќе објасниме на крајот нормално. Значи disbelief, односно неверување, каде што луѓето не веруваат дека ќе почне нагоре затоа што најчесто да речеме кога ќе споредиме, овдека се веќе запишани, само понатаму ќе почнеме да објаснуваме колку што како прилика трае. Со тоа што сега нема да навлегуваме во тие термини, само ќе кажеме дека најчесто bear маркетот трае околу 3 години од самиот врв па до следниот халвинг прилика, значи трае отприлика 3 години. Со тоа што една година е во самото паѓање, до ноѓење на дното, а потоа имаме отприлика 2 години во која што цената се движи во некоја, како што велат, choppy action, и затоа имаме disbelief на крајот од овој период, каде што луѓето се уште не веруваат дека навистина ќе трне нагоре. Значи тоа што нели најчесто се случува. Сега од моментот кога ќе трне веќе се е јасно. Значи прво е самата надеж дека возможно е да се трне нагоре, дека возможно е да имаме recovery до new all-time high. Потоа имаме оптимизам, нормално, дека се гледа дека цената навистина трнала нагоре, значи не заборавајте. Ова се работи кои што секој ги чувствува, без разлика колку сте искусен на пазар. Значи тоа на секој му доаѓа едноставно како добра или лоша емоција во однос на тоа што гледа на пазарот. Значи верба, се верува дека навистина треба да влезете целосно на пазарот. Ова е веќе нели еуфорија и трил, тоа се последните два левели каде што луѓето веруваат дека нема крај. Значи ова ќе оди до бескрај нагоре. Значи гледаш, дури во трил да речеме го вметнали тоа дека не само што вие сте уверени, туку нели на сите им велите дека сега е време да се купи. Разликата е во тоа што луѓе кои што ги имаат овие две, најчесто се оние кои што не знаат за овој дел. Значи тоа се оние кои што дошле овдека затоа што виделе на вести и сега нели веруваат дека ќе оди до 3 билиона, значи стандардна работа. Со тоа што значи после самиот пат, нормално, ова е тоа што се случува кога луѓето од овој сегмент масовно ќе продадат до овој врв. Значи нормално, кога ќе видите дека цената почнува да паѓа, вие сте на некој начин 5 пати во профит во она што сте го внеле, нормално дека ќе продадете и вие. И нормално ова е dead cat bounce, тоа што е уствари оној неуспешен скок после самиот врв. Најчесто се случува во скоро сите булрани до сега. Сме ги анализирале, сега да не навлегуваме, само ви кажувам прилика како тоа звучи. Значи ова беше истиот тој dead cat bounce кој што во овој случај дури се верува дека и самиот по себе dead cat bounce беше повисок од вистинскиот булран, затоа што луѓето веруваат дека ова беше вистинскиот врв. Иако dead cat bounce донесе до нов all time high, значи најчесто овој dead cat bounce тоа беше многу по значи веројатно овдека само да се вратиме да го видите она што сакам да ви го кажам. Значи во 2017 година имавме многу поверојатен или ова беше исто dead cat bounce. Гледате. Значи после 2021 зимото она што се случи, па летото падот, значи ова беше уствари dead cat bounce каде што луѓето веруваат дека тоа е само корекција. Истото може да го видите и овде во 2017 година, иако е репрезентирано во една свеќа, но тој еден месец уствари имаше значаен напредок нагоре, па дури оприлика и 50%, ако не сажем беше, со тоа што потоа имавме пад надолу. Значи dead cat bounce е секогаш присутен после значи вистинскиот врв, каде што луѓето се уште веруваат дека цената ќе продолжи нагоре, значи дека е ова само обична корекција, но нели, овдека е тој момент каде што вие веќе сте продале на самиот врв и сте останале да речеме уште некои 10% во случај да е ова навистина само корекција. Со тоа што кога ќе трне надоле, значи вие воопште не сте во загуба, дури да го продадете ова, вие сте повторно некои 3 пати во профит. Сега, ова се стандардни работи кои што сите моментално ги чувствуваме на пазарот, а тоа е, нели, практично не верувате, значи цената продолжува да паѓа надоле, вие сте некои 70% надолу во своето портфолио, доколку сте купиле самиот врв нормално, и нормално дека не ви е до верба, значи едноставно паничите, не сакате да го задржите затоа што верувате дека ќе отиде до нула. Проблемот е што најчесто кога ќе стасеме до практично скоро самото дно, значи тогаш настанува онаа паника дека леле сите продадоа, треба и јас да го направам тоа, затоа што ако не го направам тоа, нели практично ќе дојде до нула и целата инвестиција ќе ја изгубам. Сега проблемот што е?
оние кои што не сакаат да се едуцираат себе си, кои што веруваат дека некој ќе им каже и они само треба да го следат тоа што ќе им биде кажано, тие се тие кои што најчесто продаваат овде. Значи дури да сте направиле оваа грешка да сте купиле на самиот врв и да сте почекале цената да падне брутално надолу, значи нема логика да продавате кога цената стасала до 70%, кога најчесто отприлика 80 до 90% е максималната корекција која што досега ја правил биткоин во секој булран, со тоа што сега немавме ни blow off top. Што значи дека верувам дека корекцијата можеби нема да биде толку длабока како што беше во претходниот, например, 86%. Со тоа што паничењето е уствари главната причина зошто ние сме во профит. Значи да не се лажеме. Оние кои што не знаат и кои што паничат и кои што ќе го продаат тоа овде кај ефтино, значи ако они не продадат овде, цената нема ни да падне надолу. Се разбираме? Значи тоа е она што сакам да ви го кажам. Овие луѓе кои што продаваат во овој сегмент, а вие купувате затоа што вие сте купиле претходниот, сте продале на врв и сега овде кога купувате повторно, значи вие сте во предност затоа што сте запознаени со овие циклуси. Ова не е ништо ново. Значи замислете, ова е на Wall Street уствари чит шит како се до тоа изгледа, но не заборавајте дека ова на берзите го има со децении, значи уште од Втората светска војна па наваму. Значи тоа е тоа што они одамна го знаат, само вие не го знаете и они не сакаат вие да го знаете. Затоа и овие 3 години кога што луѓето купуваат, нели, се наоѓаме у некоја конкретно депресија, значи ова е тој момент каде што луѓето комплетно се откажуваат од пазарот, тоа е моментот кога треба да купите. Затоа и ви реков дека DCA, сега овде кога се вратиме повторно на DCA и зошто е толку паметно. Значи, оно што јас ви го кажам доколку го погледнете биткоин, иако можеби ова е едното, дали е или не е, ќе видиме, не знаеме се уште. Иако да речеме ова е едното, нема да очекувате дека ќе имаме следен булран вак. Значи може да погледнете дека во секој пат потоа имало барем уште неколку месеци во кои што се наоѓаме во значи ќе погледнеме сега, еве да не навлегуваме, се е овде како обележено, ќе се вратиме, ќе погледнеме, но на што сакам да ја кажам на самиот чат на биткоин да видите дека bear маркетот самиот по себе трае многу подолго после дното. Значи кога ќе утвори дното имате барем уште година до две во кои што имате некое движење нагоре надолу за не знам, еве 40-50% со тоа што нели повторно имаме скок пад. Значи ова е акумулациона зона. Доколку си ги погледнале нашите почетни материјали каде што објаснуваме, значи буквално и самиот циклус како еден таков циклус поседува дистрибутивни зони, акумулациони зони и скокови и падови на самата цена, односно трендови. Со тоа што bear маркетот не е ништо посебно освен една голема акумулациона за следниот bull маркет. Значи, нели, ова е кога станува збор за добра кои што сме свесни дека имаат иднина, како што е биткоин во случајот. Значи, нормално кој е Dogecoin не може да ја кажем истото, затоа што тоа се некои ствари кои што немаат иднина, тоа е моментална фама, во моментот кога ќе престанат да пумпаат, значи истата ќе престане да постои. Затоа не можеме да го користиме сето ова за било кое добро. Можеме да го користиме за светски признаени добро кои што имаме огромно капитално вложување, затоа значи не заборавајте. Најбитниот момент е да не заборавите дека ова е така, секогаш е вистина, но само за оние добра кои што на вистина се општо прифатени во светот и кои што имаат голема капитални вложување во истите. Сега, значи овде ќе имаме и уште практично некоја мала шема каде што, значи на некој начин е објаснето дека мора да имате во предвид дека секој циклус има, значи во однос на тоа кога се наоѓате на самиот врв. Затоа ја реков DCA овде ќе биде многу добро објаснето. Секогаш кога се наоѓате на самиот врв на одредено нешто, значи имате максимален ризик. Затоа ја реков дека кога се наоѓаме во одреден циклус, треба после одредена, да речем, во случајот од кога ќе поминеме преку претходниот all-time high, да почнеме постепено да продаваме од своето портфолио. Значи не зборувам веднаш, значи нормално, како што например било голема грешка вие кога стасаме во претходните 20 да продадете се. Но како се движиме нагоре да продавате по 5, по 6, по 10% од своето портфолио, со тоа што како се движите нагоре имате се помал и помал ризик за и да го промашите самиот врв, да не дојдете во позиција да не продадете голем дел од своето портфолио, нешто слично што нас не се случи, поради тоа што имавме одредени индикатори кои што на некој начин излажаа, но нели, тоа е се наука, учите како понатаму. И обратно, кога се движиме надоле, за да не очекуваме дека ќе ја добиеме оваа точка на дно, значи тоа е поентата на DCA. Наместо да погодуваме каде е точно дното, па да внесеме се, затоа што некој можеби ќе помисли дека овде е дното кога ќе го види овој рекавери, ќе внесе се и ќе добие уште 70% минус. Значи поентата е
ако купите овде, па овде, па овде, па овде, па да речеме во овој дел, поентата е што кога ќе земете средната вредност на овој пад, вие ќе бидете со средна вредност негде во овој дел. Разбирате? Со тоа што сте купиле и овде и во дното, значи средната вредност ваша би била во овој дел. Со тоа што средната вредност, доколку почињате да купувате и во долниот дел понатаму, значи се повеќе и повеќе ќе се намалува, односно средната вредност на целото добро што сте го купиле ќе биде мала во однос на следниот bull market кој што доаѓа. Со тоа што, нели, секој здрав циклус на одредено добро доаѓа до момент кога ќе дојде до нов all time high, каде што оно што сме го купиле во да речеме ова точка на максимална можност, значи ќе се исплати многу. Сега, ова беше главно чисто да видите како изгледа самата шема во однос на нели, одреден маркет циклус на било што. Значи на било што е истиот, со тоа што да не забораваме. Овие падови и растови многу често се манипулирани од вести, но самиот циклус сам по себе е тука. И самите вести, не заборавајте дека се многу често манипулирани од овие огромни китови кои што едноставно сакаат да продадете овде, а сакаат да купите овде. Значи тоа е тоа што ја кажувам, дека многу често има големи играчи кои што ве тераат да ги чувствувате овие работи и да влезете погрешно на пазарот. Затоа што на крајот од денот, ако вие погрешно влезете овде, они ќе може да излезат од играта. Ако вие погрешно продадете овде, они ќе може да влезат на играта повторно со многу низок влог. Сега, дополнително сакав да спомнам овде уште две работи кои што досега ќе ги разговаравме, а тоа се оние shakeouts и bear traps. Значи кога имаме shakeouts, тоа е она неверување кога почнува да речеме да се движи нагоре повторно цената и тоа го нема спомнато овдека, но сакам да го спомнам затоа што е многу битно. Значи shakeout и bear trap на некој начин е иста ствар, со тоа што идејата е, значи луѓето, затоа што да речеме доколку вие сте кит, а знаете дека сте купиле ова, дека е навистина тој циклус, значи кога ќе почне да се движи нагоре цената, они има начин како да го изманипулираат човек и во овој сегмент. Со тоа што кога ќе тргне да се движи нагоре цената, ги прават овие shakeouts и bear traps, со тоа што прават нагло паѓање на цената, еве како овде, гледате. Значи цената тргнала нагоре, имате нагло паѓање на цената, тоа е предизвикано од манипулација, некој што знае точно што прави, со тоа што и ако сте купили овде ќе ве натера да продадете. Односно ќе помислите дека цената може да оди и уште подолу од сето тоа, иако сте чекале 3 години, нели? Значи тоа е она што ви кажувам, DCA не ви дозволува да направите таа грешка. Вие постојано купувате без разлика дали има shakeout или не. Разликата е во тоа што вашиот константен инкам, односно прилив, ќе го внесувате постепено, нели, не целиот, но постепено, со тоа што секој овој shakeout ќе ви биде нова шанса за намалување на вашата средна вредност на оно што сте го купиле. Со тоа што кога имаме shakeout и bear trap, они на некој начин повторно имаат шанса да ве извадат од пазарот, значи да купите, да продадете рано. Наместо, еве, се придвижила цената овде, сте виделе пат од 30% и вие продавате, мислите дека тоа е тоа. И гледате што се случува. Значи затоа DCA ви помага. Вие и да продадете, ќе продадете дел, ќе продадете 10%, така? Кога цената ќе се придвижи надоле, повторно ќе падне, пак ќе продадете 10%, но ако видите која ви е разликата од самата точка каде што сте купувале претходно, значи самата DCA е непобедлива. Тоа е тоа што сакам да ја кажам во овие две. Значи ова е на некој начин истиот, само што дека е многу подобро представен во одреден граф. Сега, јас направив пред да продолжиме, значи да ви го покажам самиот биткоин циклус, каде што ги запишав точно неделите до сега, од дно до врв со халвинг со се, но нели, ќе навлеземе во тоа малку подоцна, само сакам прво да ви покажам една многу интересна споредба на Nasdaq, кој што моментално постои веќе многу долго време, значи истиот е присутен уште од 1985, значи тоа 2 години пред ја да се родам. Значи истиот има голема историја во која што можеме да видиме како се до тоа се движело. Сега, сакам да ви покажам еден клучен момент кој што верувам дека моментално се случува во криптосферата. А тоа е 2000 година, односно .com bubble, каде што на некој начин овие електронски берзи и след тоа прв пат биле, значи нормално не сум бил свесен за тоа, значи биле многу популарни на пазарот. Значи .com bubble е уствари оној момент кога имавме, барем на тоа се сеќавам, значи имавме голем напредок на интернетот, имаше огромни компании кои што нудеа било какви услуги од интернет, значи тоа беше прв пат кога светот почна да се дигитализира. Со тоа што ваквата масовна дигитализација доведе до многу компании кои што не се здрави, значи односно, нормално е тоа како и во самиот криптоциклус, значи кога имаме напредок на добрите јаки проекти, имаме напредок и на shitcoins, значи тоа е нормална работа. Тоа е исто и овде. Значи во овој 2000 година имавме, значи повторно имало напредок и на таков тип на компании кои што се, тука за да измамат, да понудат лажни услуги и слично, со тоа што
ваквиот колапс на тие компании довел до огромна корекција на Nasdaq, која што доколку ја споредиме со криптопазарот е 85%. Така, ова подсетува на класичен биткоин bear cycle, така, до самото дно. Со тоа што не заборавајте, дека овде имаме многу повеќе години во однос на историја на самото добро и да не забораваме дека Nasdaq не поседува циклуси. Значи Nasdaq е цикличен само во однос на макро промените во економската сфера на светот. Со тоа што после самиот .com bubble имаме огромен пат 83%. Сега, сакам да ви покажам дека моментално јас верувам дека се наоѓаме точно на тој пат од 83% како што е .com bubble, со тоа што претходните bear маркети, значи до сега никогаш не преживеале преку инфлација, никогаш не преживеале преку каматни стапки од Фед на секој месец, никогаш не преживеале преку стагфлација која што сега ќе се случи, рецесија. Значи имаме масовна невработеност наскоро, имаме војна во случајов, дополнително на сето тоа имаме и наскоро очекуваме и криза во која што ќе имаме на некој начин недоволно прехранбени проекти, посебно за оние држави од третиот свет, за жал, поради ваквата војна. Значи тоа се сите економски работи кои што досега биткоин не се соочил со. И значи иако имавме пандемија претходно, тоа беше еден проблем. Сега имаме еден тон проблеми предизвикани како од пандемијата, така и од самата војна, така и од рецесијата, и од инфлацијата, и од се заедно. Значи, ова е прв пат да имаме ваков масовен удар на целиот криптопазар и ова е прв пат да видиме како истиот ќе изреагира. Со тоа што докога јас се прашувам, иако нели корекциите на самиот криптопазар се многу поголеми за разлика од останатите добра како што се берзите и слично, но не заборавајте дека криптопазарот е многу нов и додека имаме само 3 трилиона максимум што некогаш успеал да го добие како маркет кап криптопазарот, значи 3 трилиона во берзите се трошат на еден ден. Значи сакам да ви кажам дека капиталот кој што е влезен во тие е многу поголем затоа што истите се овдека уште од Втора светска војна па наваму. Со тоа што криптопазарот е овдека колку 13 години, значи отприлика. Со тоа што не заборавајте, значи тоа е главната причина поради која што криптопазарот се уште не е стабилен. Но верувам дека доколку ги испоредите, гледате, че имаме масовна криза, после која што од дното на ова, значи од дното на овој .com bubble, па дури и преку 2008-2009 кризата со банките, до денес Nasdaq успеал да дојде 1723% во плюс. Значи, поентата е што ова е уствари целосен bull market циклус, кој што траја од 2000 година па до 2022 година. И ова е прва ваква корекција која што Nasdaq е добил уште од 2000 година. Значи од 2002 фактички е дното, така. Значи ова би било уствари еден циклус во Nasdaq. За разлика од тоа циклусите во биткоин се секој 4 години. Но тоа не го менува фактот дека на макро ниво биткоин може да доживее ваков тип на огромни, да речеме, bull маркети, затоа што како го гледаме биткоин како генерално целина до сега имаме само нагоре. Значи секој овој циклус никогаш не завршил под претходното дно. Можеби претходниот врв ова е првиот пат, но по претходното дно никогаш. И затоа како млада, да речем, валута, како младо добро на пазарот, има се уште огромен процент за растење нагоре, затоа што истиот се уште не е ни генерално прифатен во светот. Значи ние ќе доживееме масовна адаптација после овој халвинг 2024 година, каде што веќе државите се припремаат за CBDC, ако веќе тоа го гледавте, со тоа што како истите се припремаат за CBDC, тие се припремаат ваков тип на технологија да биде општо прифатен во целото општество. А ако тоа се случи, тоа значи дека истиот тип на технологија се користи и за приватните леџери, како што се Bitcoin, Ethereum, Ripple, ADA и слично. Значи поентата е што не можете да имате прифаќање на CBDC без прифаќање на криптовалути. Значи тоа не е возможно. Овие корпорации не можат да исчезнат. Значи Bitcoin не може да биде забранет и никогаш нема да биде. Значи тоа е поентата што сакам да ви кажам дека кога настапила, значи ова масовна дигитализација после воведувањето во интернет во светот, значи иако имало корекција, ова масовна дигитализација поради тоа што Nasdaq првенствено е, значи не е како традиционалната њујоршка берза каде што имаме трговци на пазарот, значи она е дигитална берза каде што сето тоа се средува на дигитален пат. Значи кога го имаме тоа, замислете масовна дигитализација што донела 1700% во плюс. Сега, да се вратиме на самиот биткоин маркет, иако нели, ова беше на некој начин моја теорија,
гледам дека и многу други луѓе ја согледуваат истата и веруваат во истата, но јас верувам дека има корелација помеѓу Насдак и биткоин и верувам дека тоа доста покажува што ќе се случи после масовната, значи кога држави ќе почнат да го признаваат, да го прават нели legal tender и слично, верувам дека тоа ќе биде следно што можеме да очекуваме од биткоин, а затоа и многу луѓе веруваат дека овој на некој начин мини bull market, затоа што овој процент што ние го дојдовме овдека е на некој начин мини bull market, пропратен со нели пандемии, со војни и слично, ќе биде сосема поинаков во следниот халвинг. Веруваме дека ќе има многу поголем bull run, но нели останува да видиме, тоа е мое мислење, јас верувам затоа што се покажува на тоа, посебно на масовна адаптација, значи покажува дека ќе биде тоа. Сега, сакам да ви ги покажам самите циклуси, да видите дека во биткоин циклусите се математички представени и нема бегање. Значи, кога ќе ги споредиме трите циклуса до сега, значи зборувам целосни циклуси, ќе видиме дека од секој халвинг отприлика ги добиваме истите мети во однос на тоа каде е врвот, каде е дното, а каде е значи bear маркетот од врв до следен халвинг. Сега, од самиот халвинг, значи сме добиле дно за една година. Тоа е оно што го очекуваме секој халвинг. Така, да видиме дали тоа е исто во секој bull маркет. Што кога ова е 2013, докога го свртиме 2017 година, 17 месеци. Но не заборавајте дека од 1 до 1,5 година тоа воопште не е голем размах, значи тоа може да се добие во и следната 18 месеци, докога го рачунаме вториот, но докога го рачунаме првиот е повторно 12 месеци. Значи опрлика имаме 11, односно 12 докога го фанеме следниот. Значи опрлика имаме од 1 до 1,5 година до секој врв после халвинг. Што значи дека барем имаме рамка кога да очекуваме врв, што не е случај во останатите добра како што се Nasdaq и SPY, каде што мораме да чекаме големи економски промени и на тој начин можеме да го промашиме целиот булран. Со овдека е многу поедноставно да се следи. И гледате, значи 3 булрана до сега имаме 12, 17, 18, докога го се рачуна вториот, првиот 12. Значи од 1 до 1,5 година. Сега, секој дно до сега било постигнато опрлика една година после самиот врв. Значи, од овој врв, овдека имаме 14 месеци до утврдување на дно на bear маркет. Овдека имаме 13 месеци од врвот до утврдување на bear маркет, односно на дно на bear маркет, и овдека, значи, ево опрлика каде би било 13 месеци. Тоа би било негде опрлика декември 2022 година, што на некој начин е прифатливо затоа што од декември веќе се приближуваме до на една година пред халвинг, каде што сигурно го имаме веќе утврдено. Значи до сега гледате се потврдило тоа дека една година пред халвингот сигурно ќе биде завршено дното и тогаш веќе добиваме акумулациона зона. Значи затоа и верувам дека од овде ќе се вратиме повторно назад во онаа акумулациона зона за која што разговарам. Но останало да видиме, може да имаме уште некоја мала корекција, како што рековме до кај 15.000, значи оно што многу од луѓето го предочекуваат, значи затоа што зборуваме за претходниот all time high, негде околу не е all time high, туку оној fake out кој се случи после 2017 година all time high. Значи ова беше fake out, па потоа е уште една корекција и почна да се движи цената нагоре, која што беше со врв од негде околу 14 до 15.000. Сега, че можеме враќање на цената до таму, затоа што рековме дека не купуваме се, уште чекаме да видиме што ќе се случи во понатамошниот дел пазарот. За тоа што имаме уште 4 состанока на Фед оваа година, затоа и не брзаме. Овие состаноци може дополнително да бутнат цената надолу, но да се вратиме на денешната тема. И оно што посебно треба да споредиме е колку траел еден bear маркет од самиот врв. Односно, во првата ситуација, во 2013 година, значи до халвингот, јас барем така го рачунам bear маркетот, имаме 32 месеци. Со тоа што е приближно до 3 години, значи 36 би било 3 години, во случајот 32, значи опрлика негде околу 3 од самиот врв па до следниот халвинг имате најчесто околу 3 години. Со тоа што гледате малку варирано, 2 месеци не е големо варирање во однос на еден огромен циклус од 4 години. Значи гледате, имаме 30 месеци во 2017 година и последниот е 30 месеци доколку ова е врвот, значи точно би представува 30 месеци. Гледате, овдека значи се повторуваат, ако видиме некоја мала разлика од неколку месеци, значи тие се цифрите со кои што работиме. Тоа е оно што цело време ви го кажувам дека циклусот е веќе определен. Само треба да успееме да утврдиме во овој циклус каде би била цената.
А DCA ни го дозволува тоа затоа што не мораме да си играме, не мораме да тактизираме точно до последен цент. Значи многу едноставно можеме да купуваме во целиот овој дел, затоа што се уште имаме огромен дел од овие 30 месеци, сега ќе кажем, од овој момент кај што се наоѓаме до самиот халвинг имаме уште точно 22 месеци. Тоа се отприлика скоро 2 години. Значи 2 години без 2 месеци. Значи 22 месеца ние имаме простор за купување со DCA, каде што каде да купиме во овој сегмент, ние нема да имаме грешка. Со тоа што може да тактизираме, да го поделиме нашето портфолио и во овој сегмент да купуваме на секоја капитулација. Значи, во овој сегмент секаде ќе имаме choppy movement. Гледате ова, фактички овој акумулационен период. Значи, ова ќе имаме choppy movement нагоре-надолу. Така да на секоја паѓање купете. Значи, нормално, ова не е финансиски совет, ние не кажуваме што да правите, но само ви кажуваме што правиме ние. Затоа и ни е поделено самото портфолио. Се уште имаме практично 3/4 доколку го гледавте нашето последно портфолио апдейт. Значи може да погледнете, ние досега имаме 2 такви апдейти, едниот е за тоа што очекуваме да имаме на крајот од bear маркетот, а другиот е за тоа како моментално ни е структурирано и колку имаме вложено, колку имаме надвор од самиот криптопазар, со тоа што овие 3/4 кои што се уште ги чуваме во кеш или во стейблкоини, ќе ги внесуваме постепено со тоа како ќе се движи самата цена. Значи кога ќе видиме масивен пат, ќе купуваме нормално за да видиме што можеме подлабоко да добиеме средна вредност во овој сегмент. И значи кога ќе ги утврдите самите циклуси по себе, гледате дека генерално секој циклус е ист, барем досега. А ова се 3 циклуса, со тоа знаеме и што да очекуваме следно. И кога ќе се вратиме на ова на некој начин фаза, каде што гледаме кој каде кога купил и зошто тоа го направил и кои се емоциите кои што треба да ги очекуваме во однос на тоа каде се наоѓаме во циклусот, многу едноставно е, например, можеме веднаш да видиме дека се наоѓаме во пред оваа акумулациона зона, тоа ќе биде на некој начин овде, каде што луѓето ќе имаат на некој начин апатетичност кон сето, значи нема да сакаат да учествуваат, биткоин нема да биде интересна тема, се додека цената не почне повторно да се дига нагоре. Но тоа е она што сакам да ви кажам, значи овде доколку погледнете во претходните циклуси, значи овде се прави и тоа, значи профитот се прави овде. Со тоа што кога сте купиле овде сте продале, тоа сте направиле огромен профит. Но вие ако сте се уклучиле на пазар после халвингот и сте чекали уште 3 месеци да видите дали цената ќе продолжи нагоре, че вие веќе сте биле касно, ме разбирате? Тоа е оно што сакам да ви кажам. Значи прво вас ви дава огромен период од 3 години после самиот врв да постепено соберете колку може да соберете и да инвестирате во самиот пазар. Значи да се вратиме назад исто и во 2013 година да видите дека е исто. Значи гледате. Че имаме 3 години фактички. Ајде, да не се 3, една година за да стасаме до дното и уште 2 години оприлика или помалку од 2 години во кои што ние што и да сме финансирале сме добиле огромен профит во следниот циклус. Дури и да не сме продале, гледате, дури и да не сме продале, гледате каде е следниот, значи вие се уште сте во огромен профит. Значи тоа сакам да ви кажам. Поентата е циклусите се битни да ги знаете, за да знаете каде се наоѓате и да знаете што очекувате следно на пазарот. Значи досега самиот халвинг ги наговестува овие, значи нема бегање. Тие мора да бидат затоа што халвингот секогаш се случува математички според одредена количина на блокови кои што ќе бидат запишани на биткоин леџерот и затоа халвингот е секогаш константен. Може да биде промена во неколку часови или денови, но ќе биде 4 години оприлика, затоа секогаш фокусирајте се на самиот циклус. Значи затоа и ви велам, тргување на кратки рокови за жал нас не ни интересира, затоа што на крајот од денот тргување на кратки рокови внесува многу голем ризик за да бидете изманипулирани, затоа што не знаете кога некој кит ќе одлучи дека сега треба да направи шорт или лонг и на тој начин да ве уништи. Значи не го заборавајте тоа, додека за разлика од тоа самите циклуси се непобедливи. Значи DCA на циклус е непобедлив профит, со тоа што доколку го следите самиот циклус, макар и вака да го гледате циклус. Значи само да знаете каде се наоѓате на истиот, не можете да промашите во однос на профит. Затоа ќе се вратам уште еднаш на самата DCA тактика, за која што ние постојано зборуваме. Значи досега со години е потврдено дека DCA е најдобар начин на добивање профит, поради тоа што ви дава на некој начин голем простор за релативна грешка, за тоа дали сте купиле во горниот или во долниот дел, со тоа што можете да ја релативизирате средната вредност на она што сте го купиле, со тоа што ќе продолжите да купувате кога цената е на пониска вредност.
Значи тоа е оприлика како еден циклус изгледа, ова е моментално каде се наоѓаме и нели ќе продолжиме да ги следиме самите циклуси генерално од овој момент па натаму, затоа до сега не разговараме затоа што истите не беа објаснети, но не го забравяйте фактот дека кога ќе го погледнеме ова е многу едноставно. Но мораме да го покажеме за да видите дека математички оприлика сето тоа е само ист циклус кој што се повторува повторно. И очекувајте дека ќе продолжи и понатаму, иако можеби секој булран нема да биде ист во однос на тоа колку ќе биде голем профитот или колку ќе биде големо повлекувањето на цената, но генерално се останато во однос на математичкото пресметување на халвингот и сето она што следува после него, може да рачунате дека ќе биде исто, затоа што никој не може да го промени. Тоа е впишано во самиот алгоритам на биткоин, а сето дека биткоин е доминантниот коин на целиот крипто пазар, очекувајте дека истиот ќе ги најавува и сите булранови со овој халвинг циклус. Со тоа го завршувам ова видео за денес, се надевам дека ви се допадна. Значи, на секој кој што моментално се уште се наоѓа на крипто пазарот, ова би му било на некој начин најдобра утеха и најдобра едукација да свати дека ова е моментот кога на вистина треба да се вклучите како со финансирање, така и со едуцирање на самиот себе си, за да знаете што понатаму да очекувате од самиот циклус, значи од самиот биткоин, што е уствари оно што може да ви го донесе. Доколку некој сака да го знае ова, ве замолувам, значи споделете го, нашиот материјал е бесплатен, тоа е поентата на истиот, да го споделиме со што повеќе луѓе. Се надевам дека ви се допадна, нормално, било каков лајк и коментар овде дека сме одговориме за сето тоа и нормално се гледаме во следното видео. Ви благодарим уште еднаш на целата поддршка, имајте добар ден од тимот на CryptoGameG.